Премиер, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари. Јас само ќе посочам на еден пример колку оваа влада не ги следи извештаите од државните институции. Кога би ги следела, не би имале толку многу проблеми како што имаме сега. Но очигледно е дека приоритетите се други, поврзани со некои провизии или поголеми тендери. Имено денес бориме за разрешување на министерот за информатичко општество, а Македонија се соочува со најголемиот проблем во изминативе 30 години, со кој за жал се докажува дека најназадни сме токму во државните институции по однос на информатичкото општество. Класичен пример, кој ги засега сите граѓани, овде не засега само 1000, 2000 или 5000 луѓе, засега 2 милиони осигуреници, е примерот со Фондот за здравствено осигурување, а владата била навреме предупредена од релевантен државен орган. Тоа е Државниот завод за ревизија. Државниот завод за ревизија има доставено извештај и до собранието и до владата. Се надевам дека премиерот наоѓа време да ги чита, каде што е напоменато, и тоа овде се само сублимати, го нема цел извештај за Фондот за здравствено осигурување, туку има главни поенти и главни недостатоци. Една од главните слабости на фондот пишува слабост во функционирањето на IT системот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Пред се во делот на континуиран недостиг на IT кадар, отсуство на информатички стратегии, неажурирани информатички политики и процедури за информатичка безбедност, застарена серверска структура, нецелосна функционалност на апликативните модули. Овие што го правеле ревизорскиот извештај во Државниот завод за ревизија, посветено на Фондот за здравствено осигурување, не само што го увиделе недостатокот, туку на владата и го кажале и решението. Доколку владата навремено го прочитала ово извештај, кој што е издаден 2021 година, денес немаше да го имаме најголемиот проблем во Фондот за здравствено осигурување и немаше да имаме најголемата здравствена несигурност во Македонија, каде што несигурни се и лекарите, несигурни се и пациентите, несигурни се и оние кои што се соочуваат со ретки болести, а несигурни се на крајот од краиштата и сите оние семејства кои што се поврзани со вакви работи, затоа што, да не заборавиме, многу пензионери зависат од редовното функционирање на фондот, затоа што имаат редовни, долгорочни, секојдневни терапии, а тие терапии им зависат од функционирањето на фондот и дали тоа ќе им биде потврдено во аптека за лекарство. Некои луѓе си ги преполуваат терапиите, земаат пола од она што им е препишано, затоа што се во страв дека ако не функционира фондот, нема да може да ги земаат тие лекарства со рецепт, ќе мора да плаќаат приватно, а тоа пензионерите, најголем дел од нив, не можат да си го дозволат. Затоа сметам дека ваквото однесување на власта не само што е потценување за лекарите, не само што е потценување за пациентите, туку е потценување и кон јавноста, кон граѓаните и кон новинарите. 15 дена ние го имаме најголемиот хаос во здравството и во Фондот за здравствено осигурување, а 15 дена директорот од ДУИ е на службен пат во Америка. 15 дена директорката од СДСМ во Фондот за здравствено осигурување и можеме да ја видиме само на веб страната на слика како изгледа. Една изјава нема дадено. Да каже, работиме, ќе се среди проблемот, или немам коментар, или некој кој што се IT експерти да објасна што се случува, да го успокои населението. И тука премиерот ни говори за дигитална писменост. Па ние обична аналогна писменост немаме кај функционерите од СДСМ и од ДУИ, а не за дигитална писменост. И друга работа која што исто така е битна за Фондот за здравствено осигурување, Сојузот на фармацевски издруженија, на аптеки, комората која што ги застапува нивните интереси, исто така реагираат и до фондот,
и до владата, и до Министерството за здравство, за жал безуспешно, затоа што не можат да ги спроведуваат упатствата за рецептите кои што значат акутни лекарства. Што значи тоа акутни лекарства? Може да се случи на секого некој акутен здравствен проблем и да мора некое лекарство кое што е покриено од државата, е на позитивната листа, но го покрива и фондот, некое акутно лекарство треба да се земе неодложно. Во сабота, во недела, во понеделник, кога и да е. Треба да потврди фондот за здравствено осигурување дали лицето кое што добило таква терапија е здравствено осигуреник. Не може да го потврди тоа, лицето не може да го плати тоа лекарство и се доведува неговиот живот или здравје или терапија во одредена опасност заради нефункционирање на системот. И сметам дека ваквото однесување на двајцата директори во Фондот за здравство во најмала рака до сега требаше да значи нивно разрешување и да се назначат лица кои што ќе можат поодговорно да пристапат кон најсензитивната институција која што ги располага сите, не само лични, туку и здравствени податоци на секој еден осигуреник во Република Македонија. Втората работа што сакав да ја споменам е тука една изнесена теза од колешката Артина Ќазими, мислам дека беше од незина страна тоа изнесено како став и навистина беше малку чудна позиција. Таа вика, во име на партијата Алијанса, јас изјавувам дека тоа што ние влегуваме во владата не ја исклучува нашата опозициона настроеност. Јас прв пат слушам ваква дефиниција во политичкиот живот, некој да влегува во владата, а при тоа да делува како опозиција. Барем тоа беше кажано пред ден или два во дискусиите од колешката Артина Ќазими, тоа што Алијанса влегува во владата не ја исклучува нашата опозициона настроеност. И сега ние не знаеме дали опозицијава ќе делува во владата, или владата ќе делува во опозицијата, или Алијанса е опозиција внатре на ДУИ, или е ДУИ опозиција на СДСМ, или СДСМ е опозиција на Алијанса и на ДУИ. Не се знае кој со кого има сојуз, кој со кого има ривалство и на која страна се фрагментирани овие владини, би рекол, партнери, кои што со својата неусогласеност придонесуваат дополнително за неефикасност на институциите. И сметам дека и со ваквата равенка во иднина, тоа што некој влегува во владата, но не ја исклучува опозиционата настроеност, само дополнително ќе послужи за да имаме зголемена конфузија и помала координација на владините институции, за жал на штета на граѓаните, на штета на економијата, па и на политичката репутација на Република Македонија. И на крајот, она што би сакал да го подвлечам е соопштението кое што денес преку изјава го даде подпредседателката на влада, господјата Грковска, која што вели дека двајцата директори на фондот, и директорот од СДСМ и директорот од ДУИ, биле должни да комуницираат со јавноста и лично да ги известат за проблемите што се случуваат во оваа установа, бидејќи тоа е нивна работна обврска како функционери, да бидат во комуникација и со новинарите, и со граѓаните, и со јавноста. И навистина ме интересира што ќе превземе оваа министерка која што очигледно е дека има измислен ресор, во кој што многу често дава изјави, а на крајот не се превзема ништо, дали ќе покрене некаква иницијатива за разрешување на овие двајца директори, од кои што едната директорка од СДСМ, која што е во државава, влегува низ еден влез, излегува низ друг влез во фондот, само за да не сретне новинари. На сите вработени внатре им е забрането да даваат било какви изјави поврзани со овој крах, што се случува кај фондот и здравствените осигуреници, а другиот директор е на 15 или 16 дневно службено патување на државен трошок во Америка и исто така не го познаваме во јавноста, освен што сме виделе негова фотографија на интернет страницата на Фондот за здравствено осигурување. Се на се, зборуваме за министер за информатичка технологија, за информатичко општество, во моменти кога информатичката сигурност во Македонија е на најниско ниво,
а цената со тоа ја плаќаат сите здравствени осигуреници, за жал некои и по ризик на нивните животи. Благодарам многу. Реплика Артина Чазиме.